Ваша оценка за денешниот говор на лидерот на партијата, како го оценувате? Одличен говор. А треба ли да понесе одговорност за изборните резултати од првиот круг? Не. Зошто? Партијата изгуби околу 120.000 гласови за разлика од парламентарните избори 2016. Кога се оди на избори, некојаш се победува, некојаш се губи. Тоа е За тоа треба лична одговорност. демократија. Одговорност нема. Победа! Што може да очекуваме? Победа за ВМРО ДПМН. Како со вакви резултати од првиот круг охрабрувачки? Тие резултати дали се реални или не ќе видиме. Треба ли лидерот на партијата да понесе одговорност за овој изборен? Кој лидер? Нашиот лидер е најдобар лидер што може да постои. Давате поддршка? Да, 100% на Не поддршка. треба промени во раководството за подобар изборен резултат? Многу луѓе се примаа од другата партија. Од која друга партија? Од СДС се примаја. Затоа и до овие резултати дојде. Од сите тие излегоа. Значи, тоа се нечестни игри. За мене се нечестни игри. Од СДС излегоа, влегоа во ВМРО. Да, влегоа во ВМРО само за да добијат работа. И пак си се вратија во СДС. Во СДС. Меѓутоа се гледа. Се гледа тоа. Таков лидер со години да тражиме нема да најдеме, како Никола Груевски. Овој настан за нас е нешто фрапантно, позитивно и мислам дека народот конечно ќе се разбуди, не е во само за ВМРО ДПМН. Во е за Македонија. Кажете ми што очекувате, еве сега ќе има практично втор круг од локалните избори во Штипиво, уште 30 општини во Македонија, 40. Каков ќе биде изборниот резултат? Никој не може да претпостави, но според ова што се гледа, значи сите треба да видат кои градоначалници што направиле. Значи ние треба да видиме ушегасно што, да гледаме што е направено, и тие подобрите да победат. Тоа е од мене. Ке има ли одговорност од лидерот на партијата и од раководството за слабите резултати во првиот изборен? Тоа не можам да го кажам, тоа е на врвот на партијата, ама зашто одговорност? За слабите резултати? Па добро, ние имавме слаби резултати од претходната влада, што ни беше, па јас не видов нека одговорност. Што очекувате на вториот изборен круг? Што очекувате од 29? Не, страв ми е, молим. Добар ден, се извинувам. Едно прашање, што очекувате на вториот изборен круг во недела? 29. Победа за ВМРО. Очекувате ли одговорност од лидерот на партијата за тоа што во првиот круг изборните резултати беа такви како што беа? Не. Има вашата поддршка? Да. Не. Што очекувате на 29? Што очекувате на 29 октомври на вториот изборен круг од локалните избори? Победа. Како со ваков изборен резултат од првиот круг очекувате победа? Некаков пресврт? Па мислам дека ќе биде. Да? Да. Треба ли да сноси одговорност лидерот на партијата за овие изборни резултати? За тоа не можам да зборувам. Фер и демократски избор. Каков резултат? На каков резултат ти Победа на ВМРО. Со ваков изборен резултат од првиот круг некаков пресврт може? Па мислам дека ВМРО си е ВМРО. Треба ли раководството и лидерот на партијата да понесат одговорност за неуспехот во првиот изборен? Не сум јас што треба да кажам. Да победи Македонија, да победи ВМРО ДПМН. Не се сомневате поради изборниот резултат од првиот круг дека тоа сепак е невозможно? Веруваме во македонскиот народ. Треба ли раководството и лидерот на партијата да понесат одговорност за резултатот од првиот изборен круг? Не. Членовите на ВМРО ДПМН стојат за тоа што партијата го застапува. Македонија има црвени линии и ние стоиме за тие линии. Кои се тие црвени линии? Па не промена на името на Република Македонија, тоа значи промена на идентитетот, откажување на правото на егејците во Егејска Македонија за барање на нивните имоти. Ние сме македонци, државата ни е Република Македонија, говориме литературен македонски јазик. Ние сме православни христијани. А како го поврзувате тоа со локалните избори и вториот круг? Па апсолутната победа на СДСМ, гледајќи ја на плава карта, означува дека Македонија е спремна на индиректен начин
со подли игри да преговара за промена на името на државата, што ако тоа се случи ќе биде огромна штета за сите нас. А треба ли лидерот на партијата и раководството сепак да понесат некаква одговорност за резултатите од првиот? Одговорност до некој степен, но не целосно, заради тоа што треба да направат комплетна сондажа на целокупната територија, да го повикаат старото членство, да ги повикаат сите оние кои што имаат план да им пренесат нешто, од записниците и од нашите искази да направат една конкретна длабинска анализа, да се симнат меѓу членовите и нормално со нови сили да продолжиме напред. Како го оценувате денешниот говор на лидерот? Прекрасен, величествен и неповторлив, имаше силни пораки, ми е многу криво што не ги запиша во целост, меѓутоа ние стоиме за она што представуваме, ние сме македонци и тоа не сме да се заборави.